Топлото време и летниот период за жал не носи само убави работи и убави моменти, некогаш може и лошо да влие на здравствената состојба кај некои луѓе, посебно кај повозрасните, кај лица кои што можеби имаат хронични заболувања, навистина треба да бидеме внимателни. Токму на оваа тема околу здравствените проблеми кои што можат да се јават во летниот период ќе поразговараме во продолжение со доктор Љупчо Ѓоргиевски, кој што е специјалист по неврологија. Докторе, добро утро. Драго ми е што одвоивте време за нас и за нашите гледачи, бидејќи сметам дека оваа тема е доста важна. Летниот период, како што кажав, носи некои негативни работи, односно оние топлотни бранови, високи температури, па кои се оние ситуации или состојби кои што можеби ќе не загрижат периодов? Поздрав до гледачите на Канал 5. Светоци сме времето во кое што живееме не е истото време како што било пред 10, 20, 30, 40 години. Ради промена на климата, овие климатски промени, оштетување на озонска обвивка, наплив, тие Ел Нињо феномени и така натаму, наплив од Африка, топлотни бранови во Европа, за жал од година во година тоа се поизразито, што значи и ние треба начинот наш на живење да го прилагодиме на промените. Јас би можеби треба да ги следиме инстинктите кои што ни се изгубени, животни инстинкти за чување, за пазење на своето здравје. Би се вратил многу наназад на селскиот живот и порано имало топли периоди, меѓутоа луѓето живееле по природен начин на живот, ги следеле нивните инстинкти. Во периодот од 11, да речеме 12 до 2, 3, 4 сат, кога било најтопло, тие не работеле, не жнееле, не коселе. Животните, овците, стоката пладнувала и не пасела тогаш, не ги поеле вода, а и луѓето мирувале во тој период. Предпладне, попладне се работело. Меѓутоа, овој модерен начин на живот, што сега го живееме 24 часа, не само дење и ноќе, некако ги изгубивме тие инстинкти. Затоа, би кога е најтопло, низ градот, низ Скопје, врие од луѓе, млади, стари, тоа не е добро. Така. Што најчесто може да се забележи овој период? Луѓето се жалат можеби на главоболки, дехидратација, не знам, проблеми со кардиоваскуларниот систем, кои се вашите согледувања? Па најчесто поради високите температури и овој топлотни бранови и над 40 степени во центарот на Скопје, главоболки се присутни, вртоглавица, несвестица, малаксаност. Меѓутоа, сето тоа се поблаги симптоми. Ако не ги слушаме знаците организма што ни ги кажува, може да дојде и до вртоглавица, може и до несвестица, до ментална конфузија, гадење, повраќање и да настанат не само сончаница поради преголема изложеност на сонцето, туку може и да дојде до посериозна состојба на топлотен удар. Зборувам за здрави луѓе пред се, за болните да не зборуваме оние со кардиоваскуларни последици од мозочни удари што имаат, диабетичари, за бремени жени, за мали деца. Значи, тие категории се посебно осетливи на овие промени во летен период. Затоа треба многу пазење, многу чување. Јас би советувал наутро сите работи што треба да се завршат. Пензионерите наутро на пазар, 8, 9, 10 саат. Оставете го тој период од 10 до 17 часот попладне, дома, климатизирана, или а кога се надвор, соодветно облечени, со бела облека, лесна, памушна. Кога ќе се оди по улиците, бирете она страна кај што има дрворед, кај што има сенка, не одете директно изложени на сонце. Спортистите, младите, пладнување, спортување, возење велосипед, жогирање, не во најжешкиот период. Па дури
ако треба и нека се прескокне некој ден, зашто гледаме дури и ноќните температури, навечер температури се нека 30, 27-30 степени. Тоа не е погодно за никакво спортување. Треба се внимава многу. Рехидрација, значи течности и помалку шишето, веќе тоа е обичај сите и млади и стари, шишето со вода, помалку нека се напиваат за да организмот има една резерва. Не кога ќе му се стоши тогаш веќе е касно. Дали ова се што го кажавте е и причина доколку почувствуваме такво нешто веднаш да се замине на лекар за консултација? Па не. Доволно е за почеток, ако почувствува некоја промена, да се тргне од улицата, од патот, од тротоарот, во сенка, да се напие вода, да се измие со ладна вода. Не се препорачуваат во овој период благи работи, сладоледи да се освежува, што содржат шеќер, напитоци. Нека биде тоа најдобро е обична вода. Нека седне, нека се одмори, ако треба помош од некој на улица, ако е или во природа со други луѓе, да каже на време, дека не му е добро. Не да чека да собира, ајде ми помине, па кога ќе падне кога ќе колабира, во несреќа ќе падне, тогаш е касно. Да не се драматизира, меѓутоа да се следат и симптомите, тоа се предупредувачки знаци, на време да се реагира. Така. Докторе, ви благодарам многу. Овие препораки навистина се многу важни и верувам дека ќе ги слушнат нашите гледачи. Треба да го слушаме нашето тело, но секако треба да ги слушаме советите и препораките од докторите. Како што каже доктор Ѓорѓиевски, лесна летна облека во бела боја, секако заштитна капа, очила, водата секогаш да биде со себе и да ги избегнуваме оние периоди кога е најжешко и кога температурите се високи. Бидете внимателни и чувајте се.